Počnemo gledajući dobrovečer i povtorno zajedno sa muzičkата emisija Vekovi noti. A zašto ne? A to će reče. Muzički pozdrav. Grupa Korona. Bev se gde akav prave se što sakam što mi oko vide sega moje sije sela grado i ode ej momi vode život polno radost pusta mladost najska pošto imam ti si moja mila lično kod tvoje ej sonce moje najska pošto imam ti si moja mila spolajmo na Boga je što si moja. Ko te vidov migo zaprez divot neće ništo drugo migo sede u mod pa te molim Bože ako može aman napraj seba da ja zemam najska pošto imam ti si moja mila lično kod
И време за најава на нашиот вечерашен гостин. А тоа ќе рече господинот Владко Миладиновски, Кичево. Добро вечер, добро дојдов. Добро вечер, добро ве најдов. Се сложувам секако. Добриот глас надалеку се слуша, па дури од Штип до Кичево. Тоа е точно. Музички град Кичево, музички град Штип. Апсолутно се сложувам со тоа. А да ми кажеш отворено дека Штип како музички град е првата опера, дали си информиран Па уредно? со такви факти можеби не сум информиран, меѓутоа моите познавања со народот од Штип и од Кичево, гледам дека луѓето се музикални, знам дека има доста образувани музичари во едниот и во другиот град. Така да тоа е една завидна работа на која што може да завидат другите градови. Да ти кажем отворено дека првата оперска премиера Палјачи од Оружено кавало во реализација на Сергеј Михајлов, нашиот бренд музички и така натаму, токму се случува во Штип. А 47-ма повторно и така натаму во Скопје со друга музичка премиера. Дали си уредно информиран со тој дел? Не, пак ќе повторам, не сум, меѓутоа музичкиот талент и музикалноста е една работа, а Штип е можеби повеќе кон класиката, класичната музика, Да. додека Кичево и генерално западниот крај е многу повеќе по она изворната и традиционална македонска убава музика која што ќе се согласите дека е, можам да кажам дека е многу побогата Се од согласувам. било која. Фолклорно богатство на Македонија е секаде присутно во Македонија. Апсолутно. И само да кажам, студент на Музичка академија во Штип. Па јас бев студент на факултетот за музичка уметност во Скопје, меѓутоа ете во меѓувреме започнав и со кариерата, малку изостанав, сега сум моментално актуелен студент на факултетот во Штип со ајде да кажам дека сум при крај да го завршам, да бидам Да треба да дипломиран. интервенираме нешто? Не. Или Мислам дека не ти е си потребно. професионален, заслугата е твоја, не? Мислам дека нема да биде потребно и ќе се потрудам сам да го завршам тоа како што и треба. Тоа е точно. Господине Владко, имаш ти двојна улога. Ќе запееш, а и тука е брат ти Златко Миладиновски. Па ние сме заедно Хармоникашот. каде да Добро, одиме, добро. тој е автор на моите песни, заедно настапуваме, тој свири. Композитор, менаџер, аранжер? Менаџер не, Не? композитор, аранжер, Добро. музичар, изведувач, така да ние заедно функционираме, тој свири на повеќе инструменти, тој е магистар по музика, меѓу другото, така да пак ќе повторам, заедно функционираме и настапуваме. Музичка фамилија, од каде е коренот? Ние повторно ќе имаме многу прашања околу Војо Стојановски и така натаму, но каде е музичкиот дел? Баба, дедо, татко, мајка? Кај нас нема, во мојата фамилија нема човек што не е музикален и што не знае да пее или да свири на некој инструмент. Добро. Меѓу кои, како што спомнавте, најпопуларен е мојот покоен Војко Војо Стојановски, неговиот брат Билјан Стојановски, моите дедовци пееле одлично, мојот татко, од кого што го наследив ми талентот и љубовта кон музиката, свири на кавал и одлично пее. Така да мислам дека не можете да најдете ниту еден член во Тоа е добро ли е во Македонија дека изворните народни инструменти се присутни? Има ли грешка у тоа или тоа е добро? Тоа е пресудно за нас затоа што ние не сме во сродство со Шопен, со Бетовен, ние можеме само да ги почитуваме и да уживаме. Европа, ама не е тука Европа, не е. Апсолутно, ние можеме, треба и можеме само да уживаме во нив, да ги почитуваме бескрајно, меѓутоа оно што сме ние е македонскиот фолклор, ние не сме ни австрици, ни германци, ни Ние сме Балкан. Ние сме македонци. И во Балканот има многу работи, меѓутоа ние сме единствено македонци. И треба да бидеме горди на тоа. А господине Владко Миладиновски, не ќе разговараме повторно, но шемата вика ја листаме програмата на група Корона. Останете со нас. Девојчице црно око
izdavaš. Volene ležav 3 godini, 3 posteli si skinav, сега малку си пристанав, па ќе одам кај кадија. Сега малку си пристанав, па ќе одам кај кадија. Кадио стар судио, криво седи, право суди. Криво седи, право суди, па пресуди двајца млади. За девојче кривината, а за момче правдината. Суди, суди, стар кадија, па пресуди двајца млади. За девојче кривината, а за момче правдината. За девојче кривината, а за момче правдината. Gospodine Vlatko Milodinovski, samo da kažem, Dragan Дутовски, а ти изворни народни инструменти. Колку го почитуваш, колку го сакаш и колку е вреден тој за Македонија? Да, тој беше... Општо прашање, нели? Апсолутно, тој беше мој професор на факултетот во Скопје. Случајно погодив. Да. Да, значи тоа е, мислам дека е изворен бренд. Најодговорен, би кажал, за почетоците на изучување на изворна музика во официјалните установи, поточно во факултетот за музичка уметност. Значи, да кажеме дека прв пат се појавува во Скопје тој како смер. Тој ги изведува одлично сите народни инструменти, кои што сум јас запознат. И на многу студенти ја пренесе љубовта и познавањето кон музичките, македонските музички инструменти и македонската музика, која што изобилува со многу шаренолики ритмови и мелодии, така да и не се ни така едноставни за изучување. За ваша информација, секој знаете, завршува средна музичка школа во Штип. Па да, знам дека е од Радовишко, по потекло... Не, од нашиот дел, северниот дел, од село Русиново е. Да, или неговата сопруга беше. Делчево, Берово и така натаму. Да, битно знам дека е од овој дел на Македонија. Е така. Владко, еве сега, може би требаше да го поставам прашањето малку порано. Од кога датират вашите почетоци за пеењето? Па првиот официјален настап. Први или втори? Да. Тука не рековме, да, добро, да. Добро, во првиот мој официјален настап беше на Тетовскиот фолк фестивал. Така наречен? Тетовски фолк фестивал. Тетовски, така беше, добро. Да, прво беше Тетовски филиграни, па се Тетовски извори, средби и така натаму имаше. Да, тоа беше конкретно Тетовски фолк фест. Да. На мои 16 години, сега не знам која година беше, дали 2001 Да. Да, не знам, не грешам со годините. Таму беше мојот прв официјален настап како изведувач со сопствена песна и веќе 18 години се
активно се занимавам со пење и со Ја одмah би музицирање. рекол да се множат годините музички, тоа се разбира. Благодарам се. Еве, поглед на следното прашање. Кога ве споменуваат, независно е да, морам да го прочитам, ти ми простиш, да се каже дека вие сте наследникот на легендата на македонски песни, Војо Стојановски. Приказна твоја, Па, на твојата родина. Ти ние спомна, бевме- ама не докажа. Да. Да, тој е мојот војко, ние бевме многу блиски, многу наследивме од него. Меѓутоа, можеби не сум најрелевантниот наследник, тој има и синови, има и најмалиот, веќе е почнат, се занимава исто со пење, Дамјан Стојановски, на факултетот за музичка уметност во Скопје, на соло пење, и тој цврсто гази по тие ставки, така да не сум единствен наследник, ни остави големо наследство, многу песни, така да се обидуваме Чувството е одлично да се расте со него, нели? Апсолутно. Стојановски. Тоа е точно. тоа е голема сатисфакција во животот. Да. Јас би рекол уште едно прашање, но да ги почитуваме нашата публика. Може ли песна? Како не? Е, така. Во секој време. Ја листаме програмата на групата Корона. Останете со нас. Музички времеплов. Утре се враќам селото, да си го видам марето. Сите ми велат порасна, побрзај ќе се армаса. Едвај чекам маре да ми те видам, дали вистина си ми пораснало. Твоите златни коси да ги милувам, твоите шекерусни да ги бакнувам. Светот многу сум шетал и многу моми сум гледал. Не си го најдов чарето, не беа како марето. Едвај чекам маре да ми те видам, дали вистина си ми пораснало. Твоите златни коси да ги милувам, твоите шекерусни да ги бакнувам. Едвај чекам маре да ми те видам, дали вистина си ми пораснало. Твоите златни коси да ги милувам, твоите шекерусни да ги бакнувам. Почнем гледачи, продолжуваме со музичката емисија Векриноти, а нашиот соговорник е присутен, нашиот драг Владко Милодиновски од Кечево, а тоа ќе рече дека имаш двојна улога во емисијата, да го чуеме твојот одличен тенор, а се разбира твојот брат Златко Милодиновски повторно од Кечево, и програмата се задолжува да биде заедно со тебе. Се слагаме ли се тоа? Браво. Еве, тоа беше за наше добре дојде. Продолжуваме со нашето следно прашање. Покрај вас секојаш, морам да прочитам, е вашиот брат Златко. Компонира, аранжира, свири. Група Хармоника. Музички инструмент.
Мала приказна за тоа, Тоа свири и хармоника, и кавал, и тамбура, Добро. и Да аранжер, не го любомориш композитор. само, Не, ние си имаме организирано Имате и соработка, секој си ги да, има, точно. си има своји обврски, Да? секој си ја тера својата обврска, својата работа. Да, како што кажав и претходно, ние сме заедно во ова, заедно функционираме и сме како едно. Две во едно, три во едно. Како што викат нашите чаршиски луѓе, нели е така, да, точно. Јас би рекол уште нешто. Со години сте дел од македонските фестивали. Новосоздадена песна. Како е вашето чувство? Продолжуваме? Имаме забелешки? Или се што треба да се поправи, нели? Да, забелешки секогаш Од има. ваш дел на вниманието, на нашето прашање, да. Да, забелешки секогаш има, меѓутоа не ни останува ништо, никаков друг избор, освен да продолжуваме и секако дека да, продолжуваме и натаму со нови песни нормално на некои фестивали, како се можностите. Не секоја година на сите, меѓутоа на одредени фестивали посетуваме и настапуваме на истите. Секош моето прашање е признание и награди, ама сега ќе го поставам. Имаме признание, има награди, или имаме план за програма за сите фестивали? Дали ги одбивате сите покани или ги прифаќате? Па, кога како, зависи. Како што кажав, во една година не може да се посетат сите, секако дека има и награди. Сега најскоро, најпресно беше фестивалот Гоце Фест, каде што, ајде да кажам, победив, зедов првата награда од публика, зедов уште една награда за сценски настап и трета награда за една специјална награда од едно здружение на децата бегалци од Егејска Македонија. Така да тоа е нешто што е најново, една убава песна, велат не нема, која што денеска заедно со групата Корона ќе ја изведеме за вашите гледачи. Тоа е точно. Па не случајна е соработката вечерва, тие ни се наши професори, колеги, пријатели и така натаму. Според Воја Стојановски, сите песни се мои драги. Твоја драга песна од Воја Стојановски, од твојата роднина, сите. Се сложуваш со мене? Точно, да. Почнуваме гледачи повторно музички времеплов. Останете со нас. А потоа следуваат реклами. И повторно заедно се разбира. После толку многу години брат ми реши да се ожени, а јас покрај него пораснат уште повеќе се радувам. Ајде брате, ајде време, куќи зна да ни донесеш, стара мајка да се насмее, а пак татко горд да запее. Нашта куќа бела голема, свадба ке се прави в недела. Брат ми реши да се ожени, срца наши да развесели. Ајде брате, ајде време, куќи сна да ни донесеш, стара мајка да се насмее, а пак татко горд да запее.
brate, ajde vreme, kući sna da mi doneseš. Stara majka da se nasmeje, a pak tatko gord da zape. Ajde brate, ajde vreme, kući sna da mi doneseš. Stara majka da se nasmeje, a pak tatko gord da zape. Продолжуваме со нашиот вечерашен гостин, господинот Владко Миладиновски, нашиот тенор, кој што е член заедно со неговиот брат хармоника во времето на музички оддел. И сега следното прашање, Владко, да те прашам, дали мислите дека фестивалите е задржана песната компонирана во духот на македонската музичка традиција? Твоето мислење? Мислам дека не. Нашата публика тоа сака да го чуе од тебе, да? Мислам дека не. Да видам краток одговор на. Сигурен си во тоа не? Да. Сигурен си, добро? За жал. За жал, да? За жал, би требало. Го прифаќам тој разговор и тоа твое убедување, добро. А што треба да се направи? Па, сега тоа до кого е? До нас ли е музичарите или до некои други? ДР, нели, а? Јас тоа што мислам дека е, го правам и го кажувам преку моите песни. А вака преку кажување не би... Кој те свати како што не треба? Би знаел, да, не би знаел како да кажам со зборови. Најдобро се изразувам преку песните и одговор на ова прашање би биле моите песни. Преслушајте ги, нека ги преслушаат, па ќе биде јасен одговор. Одговор на твоето прашање е краток. Ја очекував да биде подолг. Следува, во кои прилики стапувате? На покани, на желба, на радост или на квалитетни фестивали, нели? На сето тоа. На сето тоа, тоа се е во... на нашите... Добро. Ели, семејни веселби, свадби и така натаму. Концерти во диаспората, концерти како за фестивалите ги спомнавме дека настапуваме активно по медиумите, по емисии, како вашата емисија, па и со друг концепт, така да со други зборови секаде каде што сме добро поканети, добре дојдени, секако дека присуствуваме. И моето следно прашање ќе рече колку сте често присутни во странство, кај македонски селеници и така натаму. Дали авионот полета надвор од Македонија? Да, често лета авионот. Често лета, тоа е добро. Македонија. И да ви лета повторно натаму, да? Благодарам. Да? Па секако дека уште сакаат нашите селеници добра македонска музика. Македонија не ја заборават? Не може да ја заборават и да сакаат. Комуницирате редовно? Сакаат, комуницираме, се гледаме често, патуваме често, така да можам да заклучам дека доста често ги посетувам сите дестинации во диаспората каде што има наши македонци. Имате музичко искуство според своите години што ги имате, секој час, да ви се множат патувањата. Со други зборови. Благодарам Господа, не чува да ни дава здравје да можеме. Тоа е многу битно, тоа е многу битно, да. А желбата секој ќе биде присутна. Присутна, тоа е точно. И повторно музички времеплов, група Корона. Сменije вечни векови во убав Егеј беломорски, овде на свети наши корени
od isti majki tuka rodeni. Velat ne nema, ama e vezme, somerak sreco loro igrame. Velat ne nema, ama e vezme, makedonski pesni gordo peme. Tukavo solun drama kavala, vo kukuž voden lična grevena, gore na vico gramos herojski, se igra i pepak makedonski. Velat ne nema, ama e vezme, somerak srecovun oro igrame. Velat ne nema, ama e vezme, makedonski pesni gordo peme. Tuka smenije odpred Isusa, na svoja zemlja makedonska. Tuka sme, tuka ostanuva me, i ime sveto ne menuva me. Velat ne nema, ama e vezme, somerak srecolun oro igrame. Velat ne nema, ama e vezme, makedonski pesni gordo peme. Makedonski pesni gordo peme. Počnemo naša publiko i povtorno zajedno со нашиот вечерашен гостин, а тоа ќе рече Владко Миладиновски. Владко, да не го заборавам прашањето, а прашањето е дали македонските песни се доволно презентирани на македонски телевизиски и радио медиуми? Не е ова професионално прашање, ова е приватно прашање. И приватно и професионално, мислам дека далеко од доволно се презентирани, мислам дека многу е мал простор во сите медиуми. Со други зборови е дури запоставена македонската музика. Сега да не навлегувам, не знам не од кои причини. Опиши само, опишувај само кои се кабаат, кои се криви. Ние медиумите секогаш тоа најавуваме како бренд дека треба тоа така да биде. И колку сме оправо, ти ми кажеш ти. Добро. Човечки е пред се да се бара грешката во себе. Именно тоа. Кога тоа е честно. Во себе мислам честно, на јас и сите мои колеги и колешки, изведувачи, потоа и во медиумите, и во... Тоа е една комплексна работа, не може да биде еден крив за сето тоа. Меѓутоа, како и да е ситуацијата, мора да се трудиме да ја измениме, да биде позастапена и да биде поквалитетна,
па може би ќе биде автоматски позастапена и поприсутна меѓу народот. Господине Владко, да кажем ја отворено, значи ние си ја сакаме музиката, си ја сакаме државата. Сега, дали ви пречи прекомерната експанзија на музиката од северните соседи или од било кои соседи и така натаму? Имаш забелешка или имаш ли пофалба? Па сега музика како музика не би можел да бидам против никаква музика, секој си има право да се изразува преку музиката на свој начин. Меѓутоа по секоја логика на работите треба нели најзастапено да биде домашниот производ, дали е музика, дали е што, било како домашен производ треба да биде најзастапен и да му се дава предност. Не да се забранува друго, само да има предност македонскиот производ, конкретно во случајов македонската музика. Нормално, треба да ни биде пред се, јас ја израмнувам музиката по значајност и по важност со јазикот, со името, со знамето, со литературата, со целата македонска култура, апсолутно на истото ниво и музиката. Таа не одржува да бидеме ние македонци, да бидеме препознатливи во светот, така да не ми е логично ние да се срамиме од тоа што е наше, од тоа што сме. Имено тоа, да. И да биде, да кажам, подчинета или малку подскриена пред било што друго. Ајде да кажам јас нешто, дека секоја убава песна, ако се пее на свадби, популарна е. Па добро, малце лош тој Дали пример што мерило... Народот кога го прифати тоа, и нема бегање, нели? Тоа е апсолутно така, меѓутоа свадбите не треба да бидат единствен простор за промовирање на нови песни, бидејќи секој си ја прави свадбата да си му биде, да има убава веселба, да има убава атмосфера. Нормално дека има мал простор за промовирање на нови песни, меѓутоа не да биде единствен простор за промовирање на нови песни. Така да пред се, ако ги има во медиумите, така полесно ќе ги прифати народот и на свадбите веќе ќе бидат популарни тие песни. Точно. И да не го заборавам прашањето. Твое мислење за турбофолкот од северниот дел на Македонија? Твое мислење? Немам јас конкретно мислење за тоа, како што кажав, јас не сум против никоја музика. Музика си е музика, кој во што се ужива, нека се ужива, немам ништо против тоа. Меѓутоа не може да биде нешто што пак се повторам, нешто сака своето, нели е? Добро, меѓутоа нешто ако е сфорсирано и премногу рекламирано, секако дека и да е лошо влегува во уво. Затоа викам треба да се даде предност на македонската музика. Па друга музика каква ќе се пушта не како што не би сакал да коментирам други музики, јас сум секој со свој вкус. Да. И со свое знаење и така натаму, да. Почнуваме гледачи и повторно група Корона со 20 браќа Владко и Златко Миладиновски. Знам совке мори целите нови, либе што ме запусти. Празни чаши, празна душа, бројам спомени, либе не преболени. Нема пролетовке без тебе, нема сонце да ме огре. Сакам да го вратам времето и тебе сонце мое убаво.
Ne se sramam maška suza, jazda proleja, libe da ti ja podara. Da ti kaže koliko boli duša stradalna, sofke opijena. Nema prolecovke bez tebe, nema sonce da me ogre. Sakam da go vratam vreme to i tebe sonce moje ubavo. Nema prolecovke bez tebe, nema sonce da me ogre. Sakam da go vratam vreme to i tebe sonce moje ubavo. Nema prolecovke bez tebe, nema sonce da me ogre. Sakam da go vratam vreme to i tebe sonce moje ubavo, i tebe sonce moje ubavo. Gospodine Vlatko, i ti si jedan korektor i prašenje odgovaraš i na svoj brat Zlatko Milutinovski i така натаму. И рековме што ќе исполните со група Корона, вие се сложите, двајцата браќа. Доваѓате ли почесто во Кечево или малку е далеко? Па ние живееме во Скопје, нашите родители живеат во Кечево и многу често. Го спомнав тоа дека си студент во Музичката академија во Штип. Уште колку време ти остана да ти ја потпишат дипломата? Не е многу време, уште една година и некој испит. Во план ли ти е магистратура, докторат и така натаму? Чекор сега не би планирал толку далеко, бидејќи треба да стигнем прво до дипломата, па после да размислуваме за Именно тоа, да. Останува да се разделиме во овој дел, Владко. Со поздрав и до брат ти, вие ќе запеете и така натаму. И благодарам на поканата, да ги поздравам вашите гледачи, да уживаат во убави македонски песни и посакувам уште долго да трае ова ваша емисија. Баш ми е драго. Овие емисии треба да се множат. Тоа е убавината, да. А штом се Скопје, Штип, еве го каде е, нели? Да. Вие ќе бидете ништо не е далеко во Македонија. Вие ќе бидете добродојдени секогаш во студиото на телевизија. Благодарам од се срце. А се разбери на факултетот. Да се гледаме. Тоа е неважно. Баш ми е драго што бевте заедно и што потрошивте и труд и време да дојдете во Штип. Со задоволство, секој. Почнувам речи, тоа беше се што ви подготвивме во музичка емисија. Се надевам задоволни, а тоа ќе рече. Се гледаме наредната недела со нова музичка премиера. Пријатен вечер и добро здравје. bre Ilinoj mome, da si tenko prelo, sitno sitkalo. Ja tja ti dadam bre Ilinoj mome, eden 100 dram pamuk, eden 100 dram pamuk.
Ti da mi zotkaješ bre ilinoj mome 300 lakti platno 300 lakti platno Što ća ti prestane bre ilinoj mome Jedna pelariza Jedna pelariza Te kažu vajed bre kovenđi Petre Da si majstor bilo Da si majstor bilo Ja ća ti dadam bre kovenđi Petre Jedna stara para Jedna stara para Ti da mi napraveš bre kovenđi Petre Eden srebren razboj Eden srebren razboj Što ća ti prestane bre kovenđi Petre Eden srebren prsten